2018 година измина. По што ќе ја паметите за вас како граѓанин? Беше ли поразлична, живеевте ли подобро и за нашата држава? Подобро да, али ќе ја памтиме по избегството на Груевски. Друго нема што да кажеме, тоа само бегалецот. По тоа ќе памтиме најубаво. Ова со сиромаштијата и невработеност и одењето на нашите, на младите. Многниот и да. Па по нешто најлошо, помена на името. Смотано како осмицата, помина добро. Да се надеваме на подобра 2019. Северна Македонија. Не требаше да се смени името, потоа ти ми остави впечаток. Па за граѓани, све најубаво, одлично, прекрасно, малце социјалата не е баш како што треба. За мене лично имав лични некои успеси, ќе се ја памтам по тоа, а за држава немам коментари. Тоа е. Што ќе порачате за во 2019 година, особено до политичарите? Па повеќе да вода сметка за народот. Па секој да се работи својата работа. Политичарите својата, народот да се дистанцира малце од политиката, секој да си го тера својот занат, својата работа, ќе биде помирно и нема да има волку тензија, како што имаше во 2018, фала. Државата пеу тешко дека ќе добие датум да и порачам нешто, дај Боже да добие. Мислам да си остане Република Македонија, ако може нешто народот да направи, целиот народ. Се надаме ќе не примат во НАТО, во Европа, па се позитивно да биде. Да има среќа и работа за младите, да работиме, тоа е битно. 2019 повеќе памет, да бидат посмирени и потрезено да размислуваат сите. Очекувам повеќе морал, етика, ништо повеќе. Од кого? Од сите, све што е државна администрација, повеќе морал, етика, секој што може да помогне за државата да биде добро.